Добро вечер. Кога и како Велика Британија ќе ја напушти Европската Унија? Со договор или без? Оваа емисија ја посветуваме на најактуелната европска тема. Задутре се гласа во британскиот парламент за така наречениот план Б на премиерката Тереза Меј. Но тоа нема да ги намали дилемите околу фактот што целиот Брекзит процес покажа дека нешто не е во ред во самата Британија, но уште поважно, покажа дека не е во ред и со самата Европска Унија. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате како Обединетото кралство ќе ја напушти Европската Унија, анализа на можните сценарија и нивниот исход. Колку Брекзит ќе влијае на политичките односи со официјален Лондон, што тоа ќе значи за македонските интеграции. Брекзит без договор со Европската Унија ќе наметне царини во трговијата со оваа земја. Колку се државата и компаниите подготвени за ова сценарио? Интервју со британската амбасадорка во Македонија Рейчел Галовеј. Гледајте на. Во Велика Британија се одбројуваат денови до 29 март, денот на излегување од Европската Унија, но се разгледуваат и сите можни сценарија за тоа како ќе изгледа Брекзитот. Се чини дека 585 страници од договорот за излегување, во кој правно се дефинирани условите за развод, не беа доволни за процесот да се доведе до крај. Планот кој премиерката Тереза Меј го постигна со Унијата беше одбиен со силно мнозинство од 230 гласови, но таа ја доби довербата од парламентот. Сега се редат нови сценарија за Брекзит. Прво сценарио – отстапки од страна на Брисел. Со одредени козметички промени на договорот, Европската Унија може да му излезе во пресред на Лондон, со што Меј би добила поддршка на следното гласање. Но и председателот на Советот на ЕУ, Доналд Туск, и на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, отфрлаат повторно отворање на преговори. Второ сценарио – тврд Брекзит. Според членот 50 од Лисабонскиот договор, Британија на 29 март треба автоматски да излезе од Европската Унија, па дури и без договор. Опција за која мнозинството британски парламентарци се изјасни дека не е опција. Сепак, постои можност овој датум да биде одложен, но тоа по себе носи компликации, како зошто и на колку време и најважно, дали тоа ќе биде проблем за одржување на избори во Европскиот парламент во мај. What we see is, in relation to this date, this is not just an arbitrary date. It was a date that effectively this House agreed to when it triggered Article 50, because it understood in that Article 50 process that there was a 2-year process, and that ends on the 29th of March 2019, as I said in response to the Right Honourable Gentleman, the Leader of the Opposition. Extending Article 50, I don't believe, resolves any issues, because at some point, members of this House have to decide whether they want to have a no-deal situation, agree a deal, or have no Brexit. Andrew Hendry! Трето сценарио – нов референдум. И за ова сценарио има многу опции, во поглед на тоа какво би било референдумското прашање. Ставот на премиерката Меј е исклучително против, но втор референдум поддржуваат повеќе представници во британскиот парламент. Последните анкети покажуваат дека при нов референдум граѓаните би се изјасниле за останување во ЕУ. Четврто сценарио – Норвешка плюс единствен пазар ЕФТА. Ова се неколку слични опции со кои Британија би останала во Царинска унија и како дел од единствениот пазар, или за секогаш или додека не се најде подобро решение. Норвешка е една од 4 членки на ЕФТА, Европската асоциација за слободна трговија, како што беше и Британија до 1973-та. Сепак, норвежаните јасно и гласно имаат кажано дека нема да ја примат Велика Британија назад во ЕФТА. Пето сценарио – Царинска унија. Нова Царинска унија, различна од онаа досегашната, е идеја на лабористите, според кои оваа унија ќе им помогне на бизнисите и ќе го реши ирското прашање околу границата. За премиерката Меј, оваа опција е против референдум, затоа што ја невозможува на Велика Британија да потпишува сопствени трговски договори.
Mr. Speaker, it's a key part of what Labour is putting forward, and it's backed by the TUC, representing millions of workers, by the CBI, representing thousands of businesses. It's backed by the First Ministers of Wales and Scotland, and indeed by many members of her own party, including apparently her own Chief of Staff. Неизвестноста и големиот број на сценарија им создаваат дополнителни грижи на членките и на Унијата. Ирска се чувствува загрозена поради копнената граница и иднината на економската соработка. За Германија и за Франција најважна е заштитата на интегритетот на заедничкиот пазар. Шпанија и Хрватска стравуваат што ќе се случи со британските туристи, кои ги посетуваат овие земји во голем број. А Полска и Романија се загрижени за своите работници, кои работат во Велика Британија. Повеќе членки размислуваат и за еднината на заедничкиот европски буџет, откако ќе ги нема уплатите од Велика Британија. Кој од овие сценарија ќе се реализира ќе се знае најрано во вторник, на 29 јануари, кога британскиот парламент повторно ќе мора да гласа за изменетиот план за напуштање на Европската Унија. Референдумот за Брекзит од јуни 2016 не е прв во кој граѓаните на Велика Британија одлучувале дали се согласуваат земјата да излезе од европските семејства. Првиот референдум се одржа во 1975 година, по само 2 години членство во тогашната Европска заедница. Резултатот тогаш беше категорично да за останување. Референдум за излегување од Европската економска заедница во својата изборна програма во 1983 година ветувале лабористите, а во 1997 референдум за излез од ЕУ предвидувала програмата на партијата за референдум. И двете не добиле доволно поддршка за спроведување на изјаснување на граѓаните. Македонија ќе изгуби силен поддржувач за нејзиното приклучување во Европската Унија по напуштањето на Велика Британија на европското семејство, но Брекзитот нема суштински да влијае во понатамошните односи помеѓу двете земји. Ова е оцената на поранешниот амбасадор на Македонија во Лондон, професорот Ѓорги Спасов. И надвор од Унијата, Велика Британија ќе го задржи своето влијание, а одржувањето на позитивна надворешна политика за Македонија може да биде само предност. Бидејќи Македонија досега не беше член на Европската Унија, нашите односи со Велика Британија беа уредувани врз основа на договори, врз основа на закони кои што ги уредуваат односите меѓу две земји кои што не се членки на Европската Унија. Според тоа, оттаму и трговската размена, и царинските давачки, и сето она што представува практично безбедност релација меѓу Велика Британија и Македонија ќе останат потполно исти. Велика Британија натаму ќе остане голем поддржувач на Македонија за нашето членство во НАТО. Велика Британија е голема земја која што всушност сегашната позиција ќе ја гради натаму како мост меѓу Соединетите Американски држави и Европската Унија. Велика Британија има големо влијание како земја која што е главна практично координатор на сите земји од така наречениот Commonwealth, земјите како што е Канада, Индија и другите држави. И оттаму мислам за Македонија од големо значење да ги натаму развива трговските и економските односи и политичките односи со Велика Британија. Според Спасов, патот на Велика Британија за излез од Унијата се покажал како комплициран процес, кој ќе ги чини и двете страни, а најверојатно и ќе ги натера останатите членки добро да размислат пред да ги прашаат граѓаните за вакво решение. Одстапките што ги прави сега премиерката Тереза Меј, како што вели Спасов, се со цел штетите да се сведат на минимум од една страна и да се испочитува референдумската одлука на граѓаните за излез од ЕУ од друга страна. Најголемата грешка на Тереза Меј беше што она инсистираше на тврд Брекзит и инсистираше всушност на прекинување на Царинската унија, која што е голема болна точка за британците. Оттаму предлозите кои што сега се даваат, дека би требало тој договор да се промени во насока и да се изнедат некакви дополнителни решенија доколку на пример не помине овој договор во однос на тоа како да се ублажи да се продолжи практично Царинската унија со Европската унија, како да се овозможат трговските договори, како на граѓаните кои што се членки на европските земји и на британските државјани кои живеат во Европа да им се овозможи престој без дополнителни давачки и без дополнителни компликации, тоа би можело да го направи Брекзитот ефикасен и може да го направи оправдан. Меѓутоа, проблемот е дали на сето тоа сега ќе се согласи дел од Европската унија кој што има причини да го одложува излегувањето на Британија од Европската унија, а од друга страна пак има сериозни интереси да ги заштити и сопствените интереси од таквото излегување.
а заштитата на интересите на Унијата, но и на иднината на заедничките односи со Велика Британија е и целта на преговарачкиот процес. Главниот преговарач на ЕУ за Брекзит, по неуспехот на планот за повлекување, истакна дека е против какво било решение што ќе значи Велика Британија да ја напушти Унијата без договор. So with regard to the future relationship, President, ladies and gentlemen, I'm not only talking about economics and trade and exchanges that are so important for growth and jobs. I'm talking about sectoral cooperation, and your committees, of course, are very following all these developments very closely. Research, for example, fisheries, very important sector, aviation and transport, and many other sectors as well. I'm talking about police and judicial cooperation, which will be necessary, of course, after Brexit. And I'm also, of course, talking about stability on our continent, security. The United Kingdom, a large company, a member of the Security Council of the United Nations. An ally and a friend will always be a partner in foreign policy, in development and cooperation, and in any matters pertaining to defence. Сите страни се надеваат дека Велика Британија ќе излезе од Унијата со договор. Во тој случај, во иднина, кога и Македонија ќе стане дел од Европа, во меѓусебните односи ќе се применуваат мерките во согласност со конечниот договор помеѓу Велика Британија и Европската Унија. Повлекувањето на Обединетото кралство со или без договор со Европската Унија им танцува по нервите на европските економии и создава неизвестност за трговските односи меѓу нив, па дури и со Македонија. Така наречениот тврд Брекзит, што предвидува излез од Унијата без договор, може да предизвика трговски хаос, бидејќи со обем на размена на производи од 660 милиони евра лани, Обединетото кралство е трет најголем трговски партнер на Македонија. Директорот на Царинската управа Ѓоко Танасовски вели дека напуштањето на ЕУ без договор ќе го направи Обединетото кралство да биде трета земја кон Македонија, а тоа практично значи дека извозот и увозот на стоки меѓу двете земји ќе подлежи на плаќање на царина. Овие последици од Брекзитот индиректно ја зафаќаат Македонија и имаат влијание не само врз Царинската управа како институција која ги спроведува трговските правила, како и другите министерства, меѓутоа исто така има влијание и врз економските оператори и компаниите кои увезуваат и извезуваат према Велика Британија. Ние се надеваме дека ќе биде Брекзитот мек, бидејќи во обратен случај потребно е во тие 2 месеци до 29 март Велика Британија да склучи договори за слободна трговија со сите засегнати земји. Танасовски вели дека Македонија и Велика Британија веќе преземаат чекори да ги регулираат трговските односи меѓу двете земји, во случај на Брекзит без договор со ЕУ. Македонија има преземено веќе чекори уште од минатата година, формирана е работна група која е посветена на Брекзитот, координирана од Министерството за надворешни работи. Преземени се сите чекори за да ги предпоставиме последиците и она што се бара од нас за да каков и да бил излезот на Велика Британија од Европската Унија, да нашите компании не трпат последици. Ние имаме остварено како држава контакти со Велика Британија во однос на некои подготовки околу тој договор за слободна трговија, меѓутоа тоа е сепак надлежност на Министерството за надворешни работи и ние додека не дојде конечната одлука каков ќе биде Брекситот, не можеме да коментираме кои ќе бидат конкретните чекори, меѓутоа ние се спремаме и за двете сценарија. Менаџерите на компаниите што имаат трговска размена со Обединетото кралство исто така коментираат дека воведувањето на царини и варирањето на вредноста на фунтата се најголемите ризици за трговската размена. Еден од собствениците и управител на компанијата Конфи Ангел, која што има британски капитал и извезува во Обединетото кралство, Ирена Јакимовска, вели дека дури да се воведат царини за извоз или увоз од Обединетото кралство, истите тарифи би важели за сите други европски земји, така што таа не очекува тоа да ја намали конкурентноста на нивните производи. Македонија нема да биде исклучена или да биде поинаку третирана
од другите европски земји, пошто и Македонија е дел на таа светска трговска организација, така да конкурентската позиција би била на исто ниво. И верувам дека евентуално би се оптеретил само крајниот потрошувач и би се оптеретил животниот стандард на популацијата во Обединетото кралство, но ја искрено се надевам дека ќе најдат некое соодветно решение за да може да се надмине и оваа ситуација. Она што евентуално би предизвикало некој можен ризик, кој што веќе еднаш го доживеавме, тоа беше падот на фунтата, на вредноста на фунтата како платежно средство. Меѓутоа, ние се заштитивме во однос на нашите главни купци кои што се на тие пазари, се заштитивме доколку истата таа продолжи да паѓа, како да ги зголемиме и да го надополниме таа загуба за во иднина, меѓутоа тоа се евентуалните ризици, тоа би биле во однос на вредноста на фунтата. Јакимовска вели дека сепак засега, додека се уште во игра се неколку сценарија за Брекзит, меѓу кои договорање транзицијски период од 2 години, не се чувствува неизвестност и нема намалување на нарачките од Обединетото кралство. Дури испротивно на тоа, за разлика од претходната година, оваа година имаме некаде зголемена потреба, барање за нашите производи за пласман на тие пазари и не планираме и не предвидуваме некои евентуално негативни последици во иднина, од причини што главните негативни последици кои што сите ги алудиравме во моментот кога објавија преку референдумот желбата за излегување од големото семејство беше дека ќе се намали економската стабилност и потрошувачката моќ на популацијата во Обединетото кралство. Меѓутоа, еве, помина скоро година, колку време помина, таква ситуација се нема случајно, потребата и нарачките конкретно за нашите производи се зголемени во последниот временски период и понатаму остануваат високо потрошувачко општество, така да во тој аспект немаат негативни последици. Македонија е нето увозник од Обединетото кралство, од каде што најмногу се набавува платина и паладиум за производството на најголемата компанија во земјава Джонсон Мети. Но Брекзит без договор со ЕУ е потенцијална закана и за извозот. Според податоците од Државниот завод за статистика, Македонија од Обединетото кралство најмногу увезува платина, благородни метали во колоидна состојба, текстилни ткаенини, патнички автомобили и други превозни средства, котли, машини и механички уреди. Што се однесува до извозот, од македонските производи што се продаваат на британскиот пазар, најмногу се застапени седишта, облека, забрзувачи на реакција и катализатори, остатоци што содржат метали, костуми, јакни и сакоа. Mrs. Ambassador, thank you very much for being with us today. Regardless of which scenario will be the final outcome of Brexit, acceptance or non-acceptance of the agreement with the EU, how do you think this whole process will affect the relations between two countries, United Kingdom and Macedonia? Well, I think in the first place we have to look at the history of the relationship, and UK and Macedonia's relationship goes back a really long time, in fact since before the country's independence. And that relationship covers a whole range of areas of cooperation, the political, the cultural, the trade relationship. And you see the strength of the UK's commitment to our relationship with Macedonia through our increasing presence here. We're increasing our programme funds, we're increasing our focus. We had the Western Balkan Summit earlier in the year. And overall, I see us having a stronger relationship whether we're in the EU or whether we're out of the EU. So we can still count on your support, politically, economical sense? Yes, I think very firmly. For example, Macedonia's ambitions in the EU, in NATO, we've been a strong supporter of those for a very long time, and our support is based on the fact that what successive Macedonian governments have said that they want and what the Macedonian people have said they want, and that support will continue no matter where we decide to take our future. Speaking formally, do you think that maybe some kind of new bilateral agreement will be needed to regulate the relations after Brexit? It depends on how the United Kingdom leaves the European Union. If we leave under the withdrawal deal that's been negotiated, then
the terms and conditions of our relationship will be set by that deal and won't change for the period. We're also being responsible, we're preparing for a no deal, and in that situation we would want to replicate the stabilisation and association agreement that the European Union has with Macedonia, and we've already started discussions with the relevant parts of the Macedonian authorities over the last year and a half about how we would do that to ensure that we limit any disruption to trade after we leave the European Union. How the Brexit process will affect the economic relations between two countries? Well, our aim is that it doesn't, that they continue to Not get at all. stronger. So if we leave with the withdrawal deal, there's no impact. If we leave without the deal, then we'll have to replicate it. We'll have to replicate air services agreement, but we'll do that. And in all the important areas where we work together, we'll have an agreement in place that allows that work to continue and our cooperation to increase. You're in contact with British businesses here. Do they fear maybe that after Brexit they will face some new custom duties or some kind of other regulation which will not help in their work here? Do you have some kind of information about how do they see the British businesses here? Maybe the Brexit will influence in further investment process. So I think in the first instance, yes, we have lots of contact with British businesses here. In fact, just today I hosted the British Business Forum, and obviously Brexit was on the agenda. Yes, they want to know and be reassured that we have a plan for what happens in the event of the withdrawal agreement or in the event of no deal. We had a good conversation about that, what that would mean. These are all companies that want to see investment in Macedonia increased. It's the same for us. We want to see British companies here. We want to see British investment here. We want to see Macedonian companies working in the UK, and we'll continue to work together to make the best investment climate for that to happen. Macedonia currently has a visa regime with the United Kingdom. Do you think that maybe Brexit will affect somehow the free movement between people and goods between the two countries? At the moment, there are no plans to change the visa regime. We review annually the entire worldwide visa regime, and that will continue to go. It's not our unique question. Yes, it's not. It's more complex. Question, yes. Do you think that we are now making this interview just a few months before the European elections? And do you think that Brexit will somehow influence in the European Union itself? Well, I think within the Union itself, lots of countries are asking themselves different questions at the moment, and people will vote in these elections according to their own concerns. And at the end of that process, I think it's for the governments of those countries to find a way to deliver what their citizens want. My question was more in aspect of maybe, do you think that Euroscepticism will rise, or maybe this Brexit process will be followed by other countries? I think it's difficult for me to speak for other countries, but I think just a little bit of what I've read from the European press is it goes in both directions. That some people are enthused by what we've done and say that's a great example, and other people look at what we've done and say no, the future is in the European Union. So I don't think it's very clear that how it will affect the Brexit. You came in Macedonia in a really turbulent and interesting political period. We had a referendum, then followed by constitutional changes, and now we are somehow in the final process of implementation of Prespa agreement. How do you see this process, and how do you see the current political situation, and where do you see the key challenges that will be now after this process is over? Okay, well, we've been very clear about our support and commendation for the Prespa agreement. It was a brave and courageous decision, and we think it's a really important model and example for the region about what can be done. And we see it as bringing stability, security, prosperity for both countries and hopefully the region more widely. There are challenges ahead. There should also be some pretty positive steps ahead. We should hopefully see NATO accession very soon. So where would I say the focus should be now? It needs to be on reforms.
It needs to be on reforms ahead of the June European Council, but more importantly, it needs to be on reforms to deliver for the people of Macedonia. They have expectations, and now the government needs to meet those. We've been talking to people about those reforms. Yesterday I met the Justice Minister. We were talking about what's being done in the justice sector. There's a lot of legislation coming through. We have programs as well to help support the implementation of some of these reforms. But for me, that's where all the focus needs to be now. You said that the focus should be on the reforms, but now we see that somehow the debate about should we have parliamentary elections or not, together with the presidential ones, do you think that maybe it can slow down the reform process? I think the question of whether to have them, that's a party political question. That's for the country. I think the key is they cannot be an excuse for slowing down the reforms. Not even in form of election. Institutions, the parliament, they can continue with the work whether there are elections or not. And that's where people need to focus their attention right now. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you. Great. Помеѓу 60 и 120 општи лекари им се достапни на 100.000 жители во поголемиот број на држави членки на Европската Унија, покажуваат последно објавените податоци на Евростат, а кои се однесуваат на 2016 година. Најмногу општи лекари на 100.000 жители е забележано во Португалија, и тоа 253, и Ирска 179. Веднаш за нив се Австрија, Холандија и Франција со помеѓу 150 и 160 општи лекари на 100.000 жители. Најмал број на општи лекари на ниво на Европска Унија, и тоа само 42 на 100.000 жители се регистрирани во Грција. Кај другите држави на Балканот, бројот на општи лекари на 100.000 жители според Евростат е следен: Србија 86, Хрватска 82, Словенија 68, Бугарија 64 и Црна Гора 46. Македонија има 100 општи лекари на 100.000 жители. Податоците се базирани на број на општи лекари кои имаат лиценца за работа. Европарламентарците сакаат повеќе да се инвестира во младите луѓе, па затоа Европскиот парламент предлага зголемување за 19% на Европскиот социјален фонд плюс за следниот долгорочен буџет на ЕУ, споредено со она што го предлага Европската комисија. Со тоа Европскиот парламент ја одобри одлуката на Комитетот за вработување и социјални работи, кој предложи зголемувањето да биде вклучено во буџетот на ЕУ за 2021-2027 година и да се зголеми од 89,6 милиарди евра на 106,8 милиарди евра. Инаку, зголемувањето на финансирањето е со намера да се поддржат поголеми можности за вработување, да се стимулира вработување на млади, да се помогне во справувањето со детската сиромаштија, односно да се обезбеди еднакви можности за децата под ризик од сиромаштија и социјална невклученост. Со усвојување на нацрт извештајот за автономно возење, европарламентарците порачаа дека Европската Унија мора побрзо да одговори на конкуренцијата во транспортниот сектор и побараа поголема поддршка за европската автомобилска индустрија во развојот на автономни превозни средства и подготовка на соодветна законска регулатива. Ако се знае дека човечката грешка е вклучена во околу 95% од несреќите на патиштата во Европската Унија, воведувањето на автономни возила може да го намали бројот на сообраќајни незгоди и смртни случаи на патиштата и да ја подобри сигурност. Дополнително, примената на дигиталните технологии може да го намали сообраќајниот метеж, емисијата на јаглерод диоксид и загаденоста на воздухот. Сепак, автономната мобилност со себе носи некои нерешени прашања, како на пример кој ќе биде одговорен ако сообраќајна незгода предизвика автономно возило, или дали граѓаните се подготвени да се препуштат целосно на автономно возило. Инаку возила прво и второ ниво на автоматизација, кои им помагаат на возачите за време на возење, веќе се наоѓаат на пазар. Самоуправувачки возила, трето и четврто ниво, моментално се тестираат и се очекува да бидат на пазарот помеѓу 2020 и 2030 година, додека потполно автоматизирани возила, петто ниво, се очекуваат после 2030 година. Од анализите што ги правевме, но и од интервјуто со британската амбасадорка, можеме да заклучиме дека Брекзит процесот нема значително да ги потресе односите помеѓу Република Македонија и Обединетото кралство. Следната емисија не е со нова тема. Останете со нас на Македонската радиотелевизија недела 20 часот и 15 минути. Следете не тука и на нашите официјални Facebook и Instagram профили. Се гледаме.